И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај Таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch, ставајќи ја молитвата на прво место. Исус кажа многу работи во Евангелијата, за многу теми тој објаснувал, но за две работи со кои се справил над се друго, беа работите што секој еден од нас би требало да ги има секој ден. Има многу стихови и нема да одам ни секој од нив, но од сите работи за кои тој зборуваше, молитвата беше број 1 и верата број 2. Можете да ги читате Евангелијата и ќе најдете дека тоа се двете работи за кои зборуваше Исус. Интересно е секако фактот за кој тој зборуваше за нив, но исто така тој ги практикуваше тие работи природно. Јас ќе ве прашам и вас за ова во вашиот живот. Но ако погледнете во Марко глава 1 за момент во 35 стих и потоа сакам да ве прашам за вашиот молитвен живот, размислете на тоа за момент. Писмото вели во 35 стих: рана наутро, уште додека беше темно. Сега зборуваме за 4 или 5 часот наутро. Или можеби 6 часот. Исус стана, ја напушти куќата и отиде на пусто место и таму се молеше. Значи, тој станал и веднаш не започнал да се моли. Тој отишол на пусто место каде што не можеле да го најдат. Симон и оние што беа со него го бараа и го најдоа и му рекоа: сите те бараат тебе. И така тие го прекинаа во молитвата. Ајде да ве прашам, каде молитвата се вклопува во вашиот дневен распоред? Дали е на пат за работа? Дали е за време на вашиот појадок? Дали е попладне, навечер? Каде се вклопува молитвата во вашиот дневен распоред? Велите: па да, јас се молам постојано. Не. Јас знам дека можете да бидете во дух на молитвата, но ако сте на автопат каде возите 100 на час, тогаш не сте во молитва. Колку време и во која точка на вашиот живот оставате настрана време секој ден да разговарате со Бог? И вие секако не сакате да бидете прекинати. Дали некогаш одиш во твојата спална соба или на некое друго место ја затвораш вратата и велиш: знаеш што, ми треба само малку приватно време. Размисли за ова. Бог ти дал цел живот. Имаш 24 часа секој ден, 7 дена во неделата, 365 дена во годината, 2 години, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 години. Со други зборови, сите овие години, колку време во секој дадени 24 часа одделувате за вас и Бог за да зборувате за вашиот живот или за работите кои ве загрижуваат. Главната причина за слабостите во христијанскиот живот на една личност е отсуството на молитва. Главна причина за неисполнетите потреби е отсуството на молитва. Главна причина некој што се однесува на начин што не е правилен кон сопругот или супругата е отсуство на молитва. Со други зборови, отсуство на молитва е грев кон Бог заради резултатите од тоа. Не зборуваш на Бог. Не му даваш шанса, тој да ти зборува тебе. Само се будиш наутро и се облекуваш, сакаш да бидеш сигурен дека изгледаш добро, сакаш да си на работа навреме, сакаш да работиш добро, си доаѓаш дома, сакаш да си сигурен дека поштата е стигната и твоите ТВ програми се тука. Со други зборови, а каде е Бог во твојот распоред? Велиш: па каде е таа во твојот распоред? Јас си го пишувам распоредот секој ден и ја ставам молитвата прва. Може би ќе речеш: после сите овие години се уште пишуваш распоред? Да, ние сите сме зафатени, тоа е прво. Тоа е основно, бидејќи се друго што се случува, остатокот од денот е под влијание на молитвата. Бог сака време насамо.
Дали ќе се сложиш дека тој заслужува непречено време насамо со тебе? Тој е извор на секој здив, изворот на секој поединечен дар. Тој е изворот на секоја добра работа што доаѓа на твојот пат. Бог посакува време со тебе, бидејќи има време кога Бог ни дава јасен правец. Тој одговара на нашата молитва, нашата вера расте. Ние бараме и Бог одговара на нашето барање. Молитвата е еден важен дел од животот на секој верник, но молитвата исто така мора да биде придружена со вера. Ако нема вера, тогаш ништо нема да се случи. Со други зборови, дали имаш вера за да веруваш и да имаш одговор поради верата? Дали веруваш во твоето срце дека она што го бараш Бог да го стори за тебе? Бог е посветен да го направи тоа. Сега велиш, па што да барам? Ќе дојдеме и до тоа за кратко. Не само да бараме некои стари работи, но барај се што си избрал да молиш, а кое што е согласно со учењето на Исус, животот на Исус и еден побожен живот. Тоа е една личност, може да бара од Бог работи кои се апсолутно надвор од Божјата волја за незиниот живот. И кога Библијата зборува за она што бараме, тоа се работи кои се вклопуваат со животот на Исус и работи кои се вклопуваат во вашиот живот како следбеник на Исус. Има работи за кои луѓето се молат во нивниот христијански живот, што немаат никаква врска со Божјиот план за нивниот живот. Честопати некој ќе рече, а јас се молев, Бог ми даде нова кола, се молам за нова куќа, се молам за ова. Што бараш? Зошто го бараш тоа? Дали му веруваш за тоа? Колку голема куќа сакаш, поголема од колку што ти треба? Кога јас и ти се молиме, еве што прави Бог. Тој менува. Тој ги менува нашите молитви. Ти можеш да почнеш секаде каде што сакаш, но Бог, внимавајте, бидејќи тој те љуби, тој знае што е најдобро. Бидејќи тој го сака најдоброто за тебе, ќе го избере најдоброто. Тој може да ти го даде она што го бараш, но тоа можеби нема да биде кога го бараш тоа. Можеби нема да биде таа големина или тој облик или што и да е. Бог ќе одговори на нашите молитви според мудрост, според Божјата љубов, според неговата грижа за нас, но ќе одговори нашата молитва. Тој сака да го прави тоа, заради тоа кој е тој. Тој е Бог на љубов, добрина и милост. Причината зошто нешто немаме е затоа што не бараме, како што се вели во Јаков. Многу луѓе мислат дека не се достојни да побарат Бог да стори нешто за нив. Кога вие му поверувавте на Бог, на ваш личен спасител, тогаш добивте инстант врска до Божјиот трон за да побарате вашите потреби да бидат задоволени и желбите на вашето срце. Бог вели дека тој ужива да ни ги даде желбите на нашето срце. Радувај се во Господа и тој ќе ти ги даде желбите на твоето срце. Ако не се радуваш со него, ти не си среќен со Бог, не сакаш да поминеш време со него, не си заинтересиран за него, освен за она што ти е потребно и што посакуваш. Тогаш не можеш да очекуваш Бог да ти го даде она што го сакаш. Тој не ветува дека ќе го направи тоа. И така, молитвата е витален дел од нашето секојдневно постоење. Со молитвата исто така е и верата, бидејќи едно е да зборуваш нешто за Бог, друго е да го зборуваш нему, лично. И да веруваш дека тој ќе направи она што го вели. Затоа, јас реков дека ова е сидрото. Ти можеш да одиш наоколу цел ден зборувајќи за Бог, ова и она, и да, јас верувам во него, но дали си всидрен некаде? Стиховите од писмото за молитвата би требало да не закотват. Тоа значи, еве што ти рече Господе, затоа сакам да свртите во 11-та глава од Марко и да погледнете во стихот каде што луѓето често изнесуваат некои прашања. Во оваа глава од Марко, Исус, например, ја проколнал смоквата и следниот ден кога дојдоа, Петар беше возбуден. Тој рече, погледни го, ова смоквино дрво се исуши од корен. Исус одговори на ова што се случи во стих 22. Имајте вера во Бог. Вистина ви велам, ако некој каже на оваа планина, фрли се во морето, и не се сомнева во своето срце, но верува во тоа дека ќе се случи, ќе му биде. Велиш, јас се грижам за бизнисот тежок како планина, ќе дојдеме до тоа. Затоа ви велам дека за се она за кое се молите и барате, верувате дека сте примиле
и ќе ви биде дадено. Тоа ни кажува точно што оригиналниот јазик ни вели. Внимавајте, стих 24, затоа ви велам, сето она што го молите и барајте, верувајте. Вие молите, верувајќи, бидејќи верувате во Бог. Верувајте дека веќе сте го примиле. Тоа е вера која цели. Ти благодарам, Боже, знам дека е завршено. Дали тоа ќе биде за се што барате од Бог? Не, но има некои работи што јас и ти ги бараме од Него, кои се Божја волја за нашиот живот. Му веруваме на Него и можеме да му благодариме како да тоа е веќе сторено. Тоа сака да го каже Бог. Благодарете му на Него. Верувајте дека сте го примили, ќе ви биде дадено. Кога ќе помислам за тоа, колку Исус ја нагласил молитвата во нашиот живот и фактот дека тој не станувал само еднаш во неделно утро, но тој бил надвор рано секое утро, пред да се раздени и пред да се види со неговите ученици. Татковци, јас ви велам, бидете мудри да станете рано секое утро, зборувајќи на Бог пред да станат другите од твоето семејство или твојата сопруга, мајка. Станува пред сите други и поминува малку време зборувајќи на небесниот татко. Внимавајте. Тоа го определува курсот за денот. Тој е правецот за денот, компас за денот. Му кажуваш на Бог како се чувствуваш, кои ти се потребите и бараш тој да ти даде правец, мудро и водство, да се грижи за твоите деца и се останато, твојот сопруга, што и да е, тоа Исус го правеше. Тој зборуваше на таткото за неговите ученици, зборуваше за Божјата волја, за неговиот живот, но тој се будеше рано наутро пред сите други, тој имаше место. Затоа сакам да ме прашам, имате ли место за молитва, имате ли време? Верувате ли дека Бог одговара на вашата молитва? Барате ли од Бог помош за работи кои ве загрижуваат? И кога му побарате, дали станувате и се заминувате или дали се молите со вера дека што и да сте побарале од Бог, тој ќе го направи тоа? Велите, па сега, не знам дали секогаш го заслужувам тоа. Тоа нема никаква врска со молитвата. Слушајте, ти и јас никогаш нема да ја заслужиме Божјата благодат. Се е околу благодатта. Не се работи за тоа што го заслужува. Но Бог, слушајте, Бог не е глув за некој од неговите деца кои се молат. Некој ќе рече, па јас не знам како да се молам. Ајде да ви покажам како, сега за момент. Небесен татко, ти благодарам што ме слушаш. Не сум многу добар во ова, но сакам ти да ме учиш како да се молам. Но еве што ми е на срце. И така натаму и натаму. Секој може да го направи тоа. Секој може да му зборува на Бог. Можеби велиш, па јас не се чувствувам дека го заслужувам тоа. Тоа не е проблем. Нема ништо во оваа Библија за тоа дека Бог ги слуша молитвите само на луѓето кои заслужуваат. Погледнете го Петар, тој се одрече од Господ Исус Христос во најкритичниот момент од животот на Господа. Петар требаше да се покае за тоа, дали престана да се моли? Не. Дали Бог му прости? Да. Проблемот не е како се молиш и каде, но проблемот е дали се молиш. Дали му даваш на Бог воопшто некое време во целиот ден што ти е даден од Него и дали му кажуваш што мислиш, како се чувствуваш, што ти треба и само благословувај и слави го. Дај му благодарност за тоа каде што те поставил во оваа точка на твојот живот. Сите ние треба да се молиме. Таткото има потреба од време со неговите деца. Не затоа што ние му зборуваме на него, но затоа што тој треба да ни каже нам. Затоа ве прашувам пак, дали имате време со него? Дали тој може да смета секогаш на вас? Дали имате место? На секој од нас му е потребен правец и совет. Секој ден од нашиот живот ние треба да слушнеме од таткото. Затоа, кога мислам на тоа и што вели во овој стих, сакам да одите назад до работата со поместување на планината, бидејќи луѓето ќе речат, па дали знаете што е сето тоа? 23 стих. Навистина ви велам, кој ќе рече на оваа планина, фрли се во морето и не се сомнева во своето срце, но верува во тоа дека ќе се случи, ќе му биде. Она што Бог го вели е, слушајте, еве колку е моќен Бог. Бог е способен да го помести небото и земјата за да ги одговори на твоите молитви. Тоа е точно тоа што тој може да го направи. Овде тој едноставно вели, имајте вера во Бог. Нема ништо претешко за Бог. Јас имам неколку изјави, едно од нив едноставно го вели ова.
Најголемите можни тешкоти може да бидат тргнати кога личноста има вера. Тоа е она што Исус навистина го вели за поместување на планина и фрлање во морето. Погледнете во тоа. Најголемите можни тешкоти може да бидат тргнати кога ние имаме вера во Бог, кој работи во нашата полза. Тоа значи, ништо не е невозможно за Бог. Тој не зборуваше за кал и море. Тој зборува за огромни нешта со кои се соочуваме во животот. Бог може да се справи со секој еден од нив, без разлика што е тоа. Јас би кажал, има мнозина од вас кои можете да дадете сведоштво за работи кои Бог ги направил во вашиот живот, а вие никогаш не сте очекувале тој да го стори тоа. Ве донесол преку ситуации и околности за кои можеби сте ја изгубиле сета надеж. Гледајќи на планините во својот живот, мислите дека нема начин јас да поминам преку ова. Тој те спровел ни сето тоа после некое време. Дали имаше време да му благодариш на него? Дали ти, откако тој те спроведе низ таа збрка, дали си одиш по твојот пат или помина повеќе време од порано, зборувајќи му, слушајќи го и само сакајќи го? Ако си во брак, едно е да живеете во истата куќа заедно под ист покрив, друго е да се сакате еден со друг. Тоа е целосно различна ситуација. Кога мислам на тоа, ние бевме спасени преку Божјата благодат, ние сме во царството, нашето име е запишано во книгата на животот, но Бог сака заедништво со нас. Тој не љуби толку многу што умре за нас. И причината за која не треба да се грижиме дали Бог ќе одговори на нашите молитви или не, е затоа што ако тој умре за нас, секако дека ќе се погрижи за секоја потреба што ти и јас ја имаме. Ние треба да ја поминеме сета вечно славејќи и благодарејќи му за сите работи што тој ги сторил. Друго нешто, погледнете во овој стих каде се зборува за работата со планина. Бог едноставно вели дека нема работа која е во хармонија со Божјата волја, што нема да биде извршена од оние кои веруваат и не се сомневаат. Втората изјава што сакам да ја сватите, нема работа која е во хармонија со Божјата волја. Ништо нема да е невозможно и ќе биде извршено од оние кои веруваат и не се сомневаат. Што и да ви заповеда Бог, запомнете го ова. Бог кога заповеда, тој ветува сила, мудрост, знаење, разбирање да ви помогне да минете и успеете во тоа без разлика што и да е тоа. Тоа е Бог. Што вели тој? Побарај и ќе ти биде дадено, тражи и ќе најдеш, чукај и ќе ти биде отворено. Тоа делува. Гледај што правам јас, бидејќи како што таткото внимава на своите синови, се грижи за нив, така и јас Бог внимавам над вас. Таткото е точно онаков како што вели дека е. Тој е нашиот небесен татко кој се грижи за нас, снабдува за нас, не поддржува, не заштитува, ни дава правец. Тој има план за нашиот живот и тој е спремен да ни го објави, ако јас сум спремен усредно да го барам. Сега, некогаш Бог ќе ти го покаже следниот чекор и си мислиш, па не би можело да е тоа. Следниот чекор е следен чекор на следниот чекор, кој е чекорот што ти го бараш. Кога Бог ти вели да го зачекориш следниот чекор, бидејќи ти не можеш да гледаш што има за даголот, ти не можеш да предпоставиш за тоа. Само кажи, во ред Боже, што сакаш, ти, јас да сторам сега. Внимавајте, ако јас можам да го видам мојот пат од почеток до крај, тогаш не ми треба вера. Кога Бог бара да направиме нешто, ние може само да го видиме следниот чекор. Тоа е вера. Тој ќе ти покаже што да направиш. Дали слушате? Кажете амин. Бог веќе го испланирал најдоброто за твојот живот. Најдоброто. Без разлика кој си ти. Слушате, тој не е Бог кој планира второ најдобро за некој. Тоа е најдоброто за тебе. Може да не е истото како најдобро за некој друг, но тој се интересира за твоето срце. Тој ни даде еден пример како тој самиот се моли, бивајќи насамо со таткото, учејќи ги неговите ученици како да се молат. Сега, ако си заминете од тука и некој рече, па што доби од таа служба? Не знам, нешто за молитвата. Сакам да знаете две работи. Дајте му време и дајте му место каде што ти и Бог може да се среќавате секој ден и гледате што ќе се случува во вашиот живот.
Ако не сте христијанин, можеби ќе речете, како да почнам? Почнете барајќи од Господа да ви ги прости вашите гревови. Не мора да ги набројувате сите. Можете, ако сакате, но треба да барате Бог да ви ги прости сите ваши гревови. Еден од нив е дека сте го занемарувале Бог. Сте си го живееле животот по ваша волја, правејќи ужасна збрка. Или можеби си мислите дека ви оди многу добро и вашата гордост мисли дека сте најдобри. Вие треба да барате Бог да ви прости за вашите гревови и да се покаете за нив. Тоа значи да се отстранете од нив и да го предадете вашиот живот на Исус Христос. Кажете му дека ја сакате неговата волја за вашиот живот. Вие се предавате на него и барате тој да ве спаси, заради тоа што тој го стори на крстот, пролевајќи ја својата крв на Голгота. Потоа најдете место во вашата куќа, вашиот стан, насекаде. А потоа запомнете го ова. За молитвата да биде ефективна, треба да биде закотвена на Божјото Слово. Велите, па јас не знам за што да се молам. Само почнете да го читате Божјото Слово и тој ќе ви покаже за што да се молите. Запомнете, ова е сидрот. Ставете ја Библијата, внимавајте. Вашата молитва оди со неа. Бидејќи ѓаволот ќе ви го исполни умот со различни работи, се додека не го држите сидрото право во вашиот живот. Што прави Бог во неговиот збор? Тој зборува на твоето срце. Прекрасно е да кажеш, па Господе, јас не знам точно каде да читам во овој момент. Само отворам и вели, преклони го твоето уво и дојди при мене. Послушајте за да можете да живеете. И јас ќе направам вечен завет со вас, според ветените милости. Алелуја! Некој вели, не знам каде да читам, јас само ќе отворам во мојата Библија и ќе ви дадам многу прекрасни стихови. Затоа, кога велите, па не знам каде да читам, слушајте, Бог знае што ви треба. Тој ќе ве одведе точно до местото. Читајте ги псалмите, изреките, како почетни или барем Евангелијата. Но еве го сидрото. Сега внимавајте. Вие не можете. Не можете да живеете побожен живот со затворена Библија. Тоа не може да се случи. Но кога го отворите Словото, она што го кажувате е ова. Господе, јас не знам каде точно да почнам, но интересно е, Господе, дека Ти ме водеше до овој стих. Оние кои го сакаат Твојот закон имаат прекрасен мир и ништо нема да ги соблазни. Јас не го планирав тој стих, само отворив таму. Бог ќе те води ако ти му дозволиш тој да те води. И мојата молитва е да си ја земеш на срце оваа порака. Ќе има влијание на целиот твој живот. Татко, колку сме ти благодарни ние за Твоето Слово кое е сидро во бурите, кое што не подсетува во мирно дека Ти си во нашиот живот. Ние се молиме да секоја личност која ја слуша оваа порака да почне да сваќа дека нема да се случи нешто различно од Библијата. И дека ти си спремен да ја задоволиш секоја потреба од нашиот живот. Ние те љубиме, те славиме и го благословуваме Твоето свето име за се што си ни ти. Во името на Исус. Амин. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. Еден од најголемите предизвици со кои се соочувам како пчелар е во основа да ги одржам пчелите во живот. Кога влегувам меѓу пчелите, чувствувам чувство на смиреност, чувство на мир, се чини дека се однадвор едноставно исчезнува. Постојано го одржувате здравието на кошницата. Ги преместувате кошниците, го преработувате медот, го собирате. Се осигурувате дека пчелите се во средина во која можат да напредуваат. Постои чувство на задоволство кога се гледаат плодовите од трудот што пчелите всушност го произведуваат.
Знаете, имаше статија во списанието In Touch наречена "Размислете за пчелите" пред неколку години. Гледате и покажувате кон интелигентниот дизајнер, која е единствената геометриска форма што е синоним за пчелата. Тоа е шестоаголник. Па, тоа е единствената геометриска форма што ја максимизира површината повеќе од која било друга форма. Зошто пчелите не цртаат кругови, триаголници, квадрати. И тоа е нешто на што треба да се восхитуваме. Тоа значи дека за тоа стои интелигентен дизајнер и секогаш сум заинтегриран од тоа. Постојано сум во состојба на чувство дека сакам да бидам добар управител на неговото творештво. И тоа ме тера да сакам да бидам скромен и благодарен за работите што Бог ни ги обезбедил. Божиот совршен дизајн. Едноставно чувствувам дека неговите одредби и неговиот дизајн за човештвото се прикажани во развојот на тоа како пчелите комуницираат едни со други. Кога имате 50.000 пчели во кутија, мора да има ред во тоа. Истото важи и за луѓето. Тој сака да се сакаме еден со друг, да бидеме во блиска врска едни со други, да работиме заедно. И ние треба да уживаме во плодовите на нашиот труд. И тоа е она што го прават и пчелите. Го гледам тоа и во мојот работен живот, како и во мојот брак. Дефинитивно постои директна паралела со животот. Неверојатно е во неговиот дизајн и совршенство што Бог има совршен план и за нашите животи. In Touch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата In Touch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.